За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Започнуваме уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено, во кој денеска ќе ви информираме за почетокот на проектот УКЛО неформално учење, со кој студентите ќе имаат можност преку интерактивни работилници да го подобрат своето знаење, вештини и компетенции за нивните лични, општествени и професионални потреби. Ке ви понудиме разговори со учесниците од првата серија работилници, па останете заедно со нас на 90,8 МГц. Како што кажавме во најавата, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола минатата недела го започна проектот УКЛО неформално учење, со кој студентите ќе имат можност преку интерактивни работилници да го подобрат своето знаење, вештини и компетенции за нивните лични, општествени и професионални потреби. На првата серија работилници за поттикнување на креативност, иновативност и мотивирачко окружување за учење присуствуваа 15 на студенти од повеќе единици на универзитетот, кои се одзва на повикот за учество во проектот. Ним на почеток им се обрати проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, која појасни дека организирањето на овие работилници и обуки произлезе од потребата да се дополни нивното формално високо образование. При тоа, меѓу другото, рече: Во почеток потребата се покажа уште на Универзитетската студентска конференција, кога најголем дел од вас и покажа и побара од нас потреба да ги подобриме дел од вашите презентацијски вештини, како и потреба да ве запознаеме со голем број на алатки за прибирање, анализа на податоци, за пишување на еден квалитетен студентски труд. Такви барем беа прашањата кои што студентите ги доставија до Комисијата за студентски работи после одржувањето на конференцијата. А исто така и откако се формираше првата група на талентирани и надарени студенти после таа иницијална средба со талентите, и тие исто така покажаа интерес да го збогатуваат својот и личен и професионален развој преку ваков еден пристап, кој што така е, не е формално образование, не носи диплома, меѓутоа е како едно дополнување на формалното образование, исклучително значајно за подобрување на вашиот личен и професионален развој. Планирани се 2 модули. Едниот е модул А, со кој што почнуваме денес и кој што се однесува на подигнување и подобрување на вашата креативност, инвентивност и нели способност на студентот да ги стекне сите оние вештини кои што понатаму како академски граѓанин ќе му донесат многу придобивки во заедницата, во општеството. Вториот модул се однесува конкретно на вашиот професионален развој, меѓутоа воопштено ќе се запознаете со некои софтверски алатки кои што се користат и се предлагаат да бидат користени за прибирање и анализа на податоци, и ќе се запознаете со голем број на предавања од нашите професори, но и предавања од стопанственици и предавања од голем број на невладини организации кои што се пријатели на универзитетот, а се во смисла на подобрување на вашата способност за истражување и создавање. Сакам да се заблагодарам на сите предавачи кои што се вклучени. Тоа се дел професори од нашиот факултет кои што гледате и дополнително сакаат да помогнат не само на студентите кои што се на нивните единици, но и воопшто на секој еден студент на универзитетот. Тука се и нашите советнички, вработените во централната служба на универзитетот, кои што исто така пак многу добро го познаваат функционирањето на универзитетот и можат да придонесат нели секој во својот домен и ние да ги запознаеме одблиско, односно вие како студенти, а пак преку искуството кое што ќе го стекнете овде и преку цело ваше видување за тоа како поминавте во рамките на ова неформално учење, ние ќе можеме да се подобриме, па следната серија на ваквов пакет неформално учење да биде уште подобра.
На првата серија работилници, на студентите од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола им беа понудени темите алатки за комуникација со медиумите, вештини за јавно говорење и култура на говорот и комуницирање со јавност и јавни настапи. По музичката пауза, поодделно за секоја од нив. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Како јас, овој живот слика се во нас, се во нас. Сакав да те викам, мојот сон. Сакав да те чувам цела ноќ, цела Знаеш ли? Срце отвори, дојди ми ти, душа мори во мој миг, пушти прикази, ке помине се за ноќ или две. Никој не те сака тебе, никој не те сака тебе, како јас те сакам тебе. Никој не те сака тебе, никој не те сака тебе, како јас те сакам. Проектот УКЛО неформално учење започна со работилницата на тема алатки за комуникација со медиумите, на која студентите имаа можност да се запознаат со основите за комуникација со медиумите и алатките кои им стојат на располагање за да реализираат успешни односи со јавноста. Работилницата ја водеше магистер Елизабета Ангелеска Танасовска од ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, задолжена за односи со јавност. А тука се најдов и јас, магистер Сонја Тантарова Груевска, како главен и одговорен уредник на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. И двете ангажирани како дипломирани новинари со долгогодишно искуство во оваа област. Што поточно им понудивме на студентите, слушнете од разговорот со магистер Елизабета Ангелеска Танасовска.
Почетокот на проектот УКЛО неформално учење кој го реализира Универзитетот Свети Климент Охридски Битола практично започна со работилницата на тема алатки за комуникација со медиумите, која ја водевме заедно со магистер Елизабета Ангелевска Танасовска, раководител на оделението за радио, ТВ и веб на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, задолжена за односи со јавност. Колешке, морам да кажам нескромно дека навистина понудивме материјал за студентите кој навистина им беше од корист. Барем така тие се изјаснија. Да, би сакала да верувам на нивните впечатоци, на нивните импресии дека нашите студентите на УКЛО, учесници на обуките, а како што кажавте, нашата обука почна или неформалното учење почна со темата алатки за комуникација со медиумите, како еден вовед во тие вештини за јавно говорење, култура на говор, јавни настапи, меѓутоа како едно почетно запознавање на посетителите на оваа работилница, што се всушност односите со јавноста, какви видови на интерна и екстерни односи со јавноста се развиваат во текот на нивното живење, бидејќи тие не се само студенти, тие се и членови и припадници на некакви нивни потесни јавности, како што е, например, ФСС, факултетското собрание, или УСС, универзитетското студентско собрание, и се разбира пошироко понатаму како идни професионалци, како ќе ги разбираат медиумите, како ќе се представуваат во јавноста, и мислам дека ова навистина е еден нескромно кажано добар вовед во она што ќе ги очекува како идни професионалци. Ако веруваме на нивните впечатоци, треба да бидеме навистина почетно задоволни. На самата работилница кажавме дека медиумите се дел од нашето секојдневие, дека постојат од кога што постои светот и треба да научиме да ги разбираме медиумите, а посебно онај дел како да комуницираат со медиумите, имајќи предвид дека голем дел од посетителите на работилниците се членови на Универзитетското студентско собрание, на Факултетското студентско собрание, па тие треба да знаат како да комуницираат со нив, со медиумите, како да информираат за настаните што ги организираат, за активностите кои што ги реализираат, нели, на тој начин да станат и повидливи за јавноста. Да се види дека не се само тука на универзитетот да учат, туку и да реализираат други воншколски активности. Да, ова навистина беше една таква можност ни на еден непосреден, директен начин во комуникација со нив, разговорно, надвор од она формално образование, всушност да разговараме, да дебатираме како треба да се разберат медиумите. А зошто треба да се разберат? Бидејќи и во твојот дел од објаснувањето, јас ќе се потпрам на тој дел, ми беше така интересен. За да се добие максимален резултат од односите со јавноста, важно е да се знае како всушност работат тие, која е нивната суштина, како тие функционираат. Бидејќи во еден момент се сеќавам на еден дел кој ти го презентираше, беше потенцирано дека секој проект кој го работат студентите, убаво е, ако е тој корисен, ако е добар, ако е значаен, или да му се најде некакво значење, да стигне до јавноста. Зошто? Затоа што, како што ќе стигне до јавноста, и ако го привлече вниманието на медиумите, тоа значи дека нештото се случило, нештото се одиграло, нештото видело јавност. А тоа значи дека нешто се случило доколку е објавена вест, објавено интервју или објавен некој друг медиумски напис кој зборува за вложениот труд, за работата која студентите всушност ја реализирале. Се надевам дека како треба да пишуваат соопштенија, како треба да изгледаат поканите за пресконференција, како треба да се одржи самата пресконференција, кои се подготовки треба да се направат, им стана јасно на студентите, на посетителите на работилницата, но исто така и интересен може би и онај друг дел, како да се однесуваат пред медиумите, на што да обрнат внимание. Затоа што, нели, како што и ти тоа го кажа на работилницата, не треба само да излезат пред медиум, туку треба и да знаат што да кажат. И како да се носат со сите оние работи што значат комуникација со новинарите, држење пред камерите или пред микрофоните. Да.
Меѓутоа, ако имаме доволно време, само едно кратко подсетување за првиот дел кој го спомена, алатките за комуницирање кои ги работевме со студентите. Соопштението за јавноста, многу накратко за оние кои не беа, меѓутоа ете да ги мотивираме да бидат наши идни посетители на работилниците на обуките. Дека соопштението за јавност е еден пишуван прилог кој треба да биде информативен, да биде краток, едноставен, интересен, да ги покани всушност да дојдат на некој настан. Тука е и пресконференцијата. Работевме што значи пресконференција, дека е тој настан на кој официјално се пренесуваат информации, се пренесува некоја порака која треба да биде добро осмислена, треба да оде кај одредена публика, бидејќи е клучна самата порака или новината која сакаме да им ја соопштиме. Се разбира, немавме доволно време за да работиме за интервјуа, тоа го оставивме, се разбира, за некакви други прилики или за некои отворени емисии, кога има и повеќе соговорници, меѓутоа имаме доволно време, ова е само почеток, за да можат нашите студенти да одржуваат успешни пресконференции, да пишуваат добри покани за некој настан или соопштенија за јавноста, кои можат навистина да им користат во нивните активности. А по однос на вториот дел, би сакала исто така да кажам дека во книгите за вербална и невербална комуникација ние ги споменавме и облеката и изгледот. Дека мора да знаат дека треба да ги користат медиумите, но медиумите мора и неизмерно да им помогнат, но исто така можат да бидат и фатални за нив. Зошто? Заштоа што нашиот прв печаток е публиката се базира и врз основа на нашиот изглед. Не дека е тоа пресудно, но тоа треба да биде во согласност со она што се кажува, да биде и уверливо. Всушност, да се компонира едно со друго, да има некаква симфонија, да речем, на ова. И затоа е многу важно облеката и изгледот да бидат во согласност со нашите поставени цели и општо е правило за изборот на облека, да се избере облека што зборува и за пораката што сакаме да ја пренесеме и за оној се разбира што ја носи. Она што може би најповеќе да речам ги кочи не само студентите, туку и останатите кои што се вклучени во јавниот живот, нели? Како да се однесуваат кога ќе дојдат лице во лице со новинарот, плашејќи се од некои незгодни прашања. И тука има техники, може би и правила како треба да се однесуваат, како да се снајдат во целата ситуација. Нешто што особено им беше интересно, еве. Да, па јас мислам дека треба да се посвети повеќе време на ваквите моменти, бидејќи ако лицето што го поставува прашањата го води во насока што не ја сака тој што зборува, дека треба веќе да се извежба или ете така да ги знае правилата, да го врати текот на разговорот на теми за кои всушност сака да разговара. Тоа во новинарството се вика премостување и пренасочување, за да се прилагоди прашањето што е можно поблиску до одговорот што сака да се даде. И затоа постојат и некои така нежни варијанти, да речам, некои нежни премостувања, кои баш со студентите разговаравме, треба да бидат како менување брзина на автомобил, постепено. Не да се игнорира критиката, да не се занемарува, но секогаш да не се гризе медиумската мамка, секогаш да се изрази некакво несогласување доколку постои, да се побие позицијата, но да се дојде до поентата која студентот сака да ја каже или асоциацијата која ја представува организацијата. Ние сакавме со нашите студенти и верувам дека тие уживаја во тој дел дека ќе биде наша некоја идна тема, како треба да реагираат всушност на прашањата. Кога водителот ќе постави прашање, тие треба да одговорат директно. Кога разговараат со други гости, тие треба да и се обраќаат на целата група, наместо на водителот. Или кога ќе се појават разлики во мислења, тие самоуверено треба да го изразат своето несогласување. Но како тоа треба да го направат? Треба да го направат на љубезен, културен начин. Тоа наликува на академија, тоа наликува на млади луѓе, образовани луѓе, така? Не треба да се губат нервите. Зошто? Оти не треба да се сваќа лично. И така, тие се работи кои мислам дека се учат на вакви обуки со вежби, да не го мешаат личното мислење во прашањата што се дискутираат, бидејќи тие веруваме дека настапуваат како представници на нивните факултетски собранија или како представници на универзитетското студентско собрание.
Предпоставувам ти се служиш со мене како луѓе кои долги години работеле во медиуми. Успеавме да им откриеме некои новинарски тајни, да знаат како да се однесуваат пред медиумите. Да. Тоа секако бара и дополнително вежбање, и дополнително искуство. Дури и на искусните новинари не секогаш можат понека, да речам, на лизгав терен да бидат ставени па да се снајдат најдобро. Така, бидејќи некогаш едноставно не очекувате какво некое демнење ќе излезе од некакво прашање. И затоа ние со нашите студенти ги поставивме овие почетни тези, ги разгледавме како некакви принципи на однесување. И ако дозволите, јас би сакала во ова прилика да ги подсетам, барем тие што не беа присутни, на тие елементарни 6 принципи за односи со медиумите, дека нашите студенти, подоцна и како идни професионалци, во својот личен развој мора да знаат дека кога имаат некаква релација со медиумите, тие мора да бидат достапни. Тоа значи дека ако тие не се во можност, ќе назначат лице кој се е информирано, кој исто е како нив обучено да зборува за прашања од областа за која се бараат одговори. Исто така треба да се биде и професионален. Што значи тоа? Ние треба да почитуваме рокови. Новинарите работат, посебно овие, во електронските медиуми, телевизиското новинарство. Тие се кратки рокови, радионовинарството ги чекаат вести, имаат ограничени термини, роковите се многу тесни, од друга страна пак самите прилози треба да бидат кратки. И затоа секојаш треба да одговараат на повиците на новинарите што е можно поскоро и да ги прашаат кога можат да ги исполнат нивните рокови, а со тоа да им кажат дека ги почитуваат. Исто така треба да бидат искрени, да ја кажуваат вистината, но која вистина? Корпоративната вистина зад која стои мнозинството. Оти тие лично можеби не се согласуваат со нешто, така, меѓутоа го бранат стравот на УСС, кој бил изгласан како заеднички, или како ние во нашите работни организации. Значи, корпоративниот дел. Да бидат секако информирани и да бидат и одговорни, бидејќи на тој начин тие стануваат и добар избор за информации и можат да бидат еден предмет за интересно интервју во некоја иднина. И што е најважно? Да бидат доверливи. Ако им веруваат и од прва станат миленици на медиумите, тие навистина ќе бидат еден добар избор за информирање од областа која се разбира, ја застапуваат. И ценам дека сето ова што им го кажавме, го разговаравме, го вежбавме, ќе биде една многу корисна алатка преку алатките кои ете така ние заедно се обидовме да им ги пренесеме, алатки за комуникација со медиумите, кои никогаш не завршуваат со ова што вчера беше кажано. Едноставно, меѓу целите на работилницата можат да се најдат и други улоги на медиумите, но и други улоги на оние кои се вклучуваат како соговорници. Еве сосема за крај уште да кажеме дека ја искористивме работилницата, средбата со студентите, да ги поканиме да бидат дел од редакцијата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, но исто така и дел од весникот Универзитетски глас, кој што го издава Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. И самите можеби да се обидат да бидат на некој начин новинари, водители на одредени емисии или едноставно пишувачи на прилози во нашиот универзитетски глас. Да. Мене тоа особено вака ми се допадна, посебно ми се допадна, прво заради тоа што овие проекти всушност можат да ни регрутираат добар студентски кадар кој ќе се вклучува во работата на Универзитетското радио, оти радиото првенствено е нивно радио. Тоа ги отсликува состојбите на универзитетот, но во основа е студентско радио и тоа е едно посебно радио со посебен имидж, затоа што ги вклучува, ги обединува информативната, едукативната и забавната содржина, нешто што е навистина посебно богатство и треба исклучително да се почитува. И токму затоа мислам дека овие нивни видувања како работат нашите универзитетски медиуми, Универзитетското радио УКЛО ФМ, кои содржини прави пресек Универзитетскиот глас исто како универзитетско гласило, можат да бидат еден добар повод да ги регрутираме, да ги вклучиме
да видат и така од прва рака како функционира новинарството во вакви специфични медиуми кои постојат и екзистираат на самиот универзитет. И еве, да ги поканиме уште еднаш. Да ги поканиме уште еднаш и не само оние што беа присутни на работилницата, туку и сите останати студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои што сакаат, имаат желба да се вклучат токму во овие наши универзитетски медиуми. Бете ти благодарам за одвоеното време. Благодарам, ми беше задоволство ако можеме и на овој начин да ги доближиме тие интересни теми и да ги поканиме на следните работилници, нека ги следат на нашиот СИЦ календар кој е поставен на веб страницата на УКЛО и ДМК, СИЦ календар, да се информираат за обуките, за термините на одржување и секако ги очекуваме. Радиото е нивно, универзитетски глас е нивни, треба да ги освојат. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Бола твоите рани, како лузни стари, како те товажи покриени. Јас сум мраза се пак горам, тешко е, но морам, продолжувам се борам за тебе. Те варам, те нема, кога ми требаш, правам се, а малку е. Те варам, те нема, кога ми требаш, правам се, а за тебе. Милион делови, јас би ги заменил за една ноќ со тебе, ноќ со тебе. Милион животи би ги заменил за еден цел со тебе, цел со тебе. Денови, а ти каде си? После многу години може некој ке се погоди да ме праша кај си, како си, дали знам. Ке му кажам слушнав, добра е, но ми фали болен спомене. Дали мисли на мене, јас не можам да знам. Те варам, те нема, кога ми требаш, правам се, а малку е. Те варам, те нема, кога ми требаш, правам се, а за тебе. Милион делови, јас би ги заменил за една ноќ со тебе, ноќ со тебе. Милион животи би ги заменил за еден цел со тебе, цел со тебе. А ти каде си? Втората работилница за вештини за јавно говорење и култура на говорот ја водеше професор доктор Билјана Граматковски од Педагошкиот факултет во Битола. Таа на мощне популарен и несекојдневен начин ги подготвуваше студентите за јавен настап. Разговаравме и со неа. Професорке Граматковски, пред студентите на овие работилници, говоревте за оно што е ваша тема, ваш фах. Значи, вештини на јавно говорење и култура на говорот.
Работилница на која што по незиното завршување студентите мощно позитивно се искажува. Да, само што завршив со мојата работилница која што е во склоп на неформалното учење. Благодарам на ректоратот и проректорката Буневска што направи еден ваков настан каде што студентите покрај оние сознанија кои што секојдневно ги добиваат на своите матични факултети и од своите области можат да се едуцираат и од нешто сосема друго. Ова денешна наша средба, вештина на јавно говорење и култура на говор, беше токму тоа да научат нешто кое што не го слушаат секојдневно за време на нивните предавања, а ќе им значи како во професионалниот, така и во практичниот живот. Ова средба денес беше како едно поврзување и правење на паралела помеѓу вештината на јавното говорење, но и културата на говорот, затоа што секогаш кога јавно настапуваме треба да имаме на ум дека треба да се користи стандардно јазичната норма. Некој можеби ќе помисли дека се работи за исто нешто, меѓутоа вештина на јавно говорење и култура на говор е нешто сосема различно. Тоа се две теми или две области кои што се преплетуваат, но навистина, бидејќи секаде има интердисциплинарен пристап и тука се гледа интердисциплинарниот пристап, но сепак представуваат засебни области кои што се изучуваат на факултетите или пак некој ги изучува во неформалното образование. Вештината на јавното говорење значи се она што е поврзано со јавното говорење, со јавниот настап, со победата на тремата, со ставот, со гестикулацијата, понатаму со пишувањето на говорот, пишувањето, интерпретацијата на импровизираните говори и така натаму, а културата на говорот пак представува вештина на секој човек и се однесува на можностите и познавањето на стандардно јазичната норма или 7 норми на број кои што секој еден кој што го говори мајчиниот јазик треба да ги почитува за да кажеме дека навистина имаме зборување на литературен стандарден јазик. Кои се тие 7 на број? 7 на број, може би сега нема да ги кажам сите, ама тука спаѓаат правописната норма, ортоепската норма, создавачката норма и така натаму, потоа синтаксичката норма, сите тие опфаќаат различни моменти и делови од зборувањето, а се однесуваат на правоговорот, на синтаксата, како се поврзуваат зборовите во реченицата, морфологијата, таа е така наречената морфолошка норма, користењето на различните видови на зборови во говорењето и така натаму. И колку човекот повеќе ги почитува овие норми, толку велиме дека е подобар говорен представник на својот мајчин јазик. Колку студентите за време на работилницата беа заинтересирани и колку увидоа практично, колку знаат, а колку не знаат? Овие интерактивни вежби кои што јас навистина секогаш сакам да ги имам со студентите се показател токму за ова што вие денес ме прашавте, бидејќи се практични, студентите на крајот од завршувањето на овие работилници, покрај тоа што сега ќе бидам малку нескромна, секогаш си заминуваат задоволни, гледаат што е на што го имаат во моментот како една својна што се однесува на јавното говорење, што е она што треба да го поправат, да го коригираат, да станат подобри говорници. Бидејќи се работи за нешто што не е, се разбира многу едноставно, увидуваат дека треба да работат на некои аспекти од своето јавно говорење и од својот јавен настап, но исто така се охрабрени и од мене, а и самите гледаат дека тоа е вештина што се учи и дека со работа на себе си можат да постигнат и да бидат многу подобри од она што биле претходно. Студентите на педагошкиот факултет веќе добро ве познаваат, ги посетуваат вашите предавања, но еве ова е прилика и студентите од останатите единици на универзитетот, со оглед на тоа што бројката е различна, но и доаѓаат од различни единици, да научат нешто ново, нешто што немаат можност да го слушнат, например, на техничкиот факултет, на ветеринарниот факултет, на високата медицинска школа. Но да кажеме дека вие слични или исти вакви работилници одржувате и со сите оние студенти кои што се јавуваат за надпреварот Укло Тривиум, каде што презентираат своји говори, тоа е надпревар по ораторство, каде што ова се работи кои што мора да ги знаат, да ги применуваат, доколку сакаат да бидат добри оратори.
Да, овде се студенти од речиси сите единици на нашиот универзитет, кога доаѓаат на работилниците кои што се организираат од страна на универзитетот, ги правам јас пред ораторските надпревари, повторно ги изучуваат овие вештини за јавно говорење и затоа што ако некои од овие студенти никогаш можеби нема да застанат пред аудиториум, а кога зборувам за аудиториум, мислам на ученици, студенти, ако некогаш не навлезат, односно не учествуваат во воспитно-образовната работа, сепак овие вештини ќе им бидат од драгоцено значење, затоа што со овие вештини можат да одговорат и на предизвиците на современиот пазар на труд, каде што токму ова јавно говорење и јавен настап се повеќе се бара и се цени и почитува. Веќе самата кажавте на почеток, кажавте пофални зборови за идејата на ректорскиот колегиум на универзитетот, нели, да се организираат овие предавања, овој проект практично да се реализира. Сметате дека и студентите ќе бидат заинтересирани да ги проследат до крај сите обуки кои што ќе им се понудат? Јас мислам дека секој ден човек, а тука нормално дека влегуваат и студентите кои што сакаат да се надградуваат, секоја една обука која што ќе им се понуди и станува дел од неформалното образование, ќе ја прегрнат, ќе учествуваат на сите тие обуки затоа што знаат дека тоа нема да го добијат во текот на нивниот редовен процес на студирање. Сите затоа и се одбрани. Овие се целна група на студенти, нели, студенти кои што се талентирани, надарени, тие кои што учествуваат по конференции, и сметам дека заради тоа што имаат веќе таква позадина, интелектуална позадина и академски познавања, мислам дека ќе сакаат да ги надоградат и дека вака со голем ентузијазам ќе учествуваат и на другите работилници организирани од универзитетот. Ова е прв пат вакви работилници да одржуваат професори од универзитетот, со оглед на тоа што тоа го зборувавме со професорката Саламовска. Обично вакви работилници и обуки знаат да држат невладини организации, но сега академијата, освен на формално образование и во тој неформален дел. Како што и претходно кажав, секој човек сака да се надоградува. Ние кога, јас конкретно и сите ние кога одбираме некоја професија во животот, размислуваме што ќе правиме во текот на таа професија, како ќе работиме и кое ќе биде нашето поле на интерес. Со текот на годините предавајќи, бидејќи јас предавам неколку предмети на педагошкиот факултет, но во суштина сум методичар. Овој јавен настап во склоп со предметот кој што го имам, култура на изразување или култура на говор, ми дојде како некое природно продолжение, нешто кое што ќе ги ангажира студентите, но на практичен, функционален начин. Првичната идеја не беше дека јас ќе ги водам овие работилници, но со текот на годините и мојата потреба да израснувам, да растам на повеќе различни полиња, ме натера да се заинтересирам за ова проблематика и за ова области. Еве сега, нели, се гледаат плодовите од тоа што претходно сум го учела и надоградувала. Што ќе им порачате на студентите? На студентите им порачувам како што и го завршив, ја завршив работилницата, најпрво да бидат здрави и живи, потоа да ги остварат своите соништа кои што ги имаат и се разбира сите овие можности кои што им се нудат од страна на универзитетот, а и животот како таков сам по себе им ги нуди, да ги прифатат, затоа што на тој начин ќе станат подобри граѓани на оваа држава и подобри граѓани на светот. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам. Јас ке патам, со солзи да те вратам. Зарем не беше доволно се што направив за тебе? Со скршено срце ги простувам гревовите. Да си крај мене, но не можам да издржам повеќе.
pominat bez tebe. Da li misliš дека сите убави моменти можат да бидат заборавени, но не можам да издржам повеќе. Ке морам јас да ставам крај на се. Доволно е се те молам, ходи од мене. Се што правев за тебе ко прашина исчезна се. Доволно е се, љубовта не е за мене. Се плашат и ангелите, дали е крај на се. Доволно е се те молам, оди од мене. Се што правев за тебе ко прашина исчезна се. Доволно е се, љубовта не е за мене. Се плашат и ангелите, дали е крај на се. Доволно е се, јас правев за тебе. Доволно е се, и ангелите, дали е крај на се. Последната сесија од првата средба со студентите вклучени во проектот УКЛО неформално учење беше на тема комуницирање со јавност и јавни настапи. На инвентивен начин, професорката доктор Снежана Мојсовска-Саламовска од Економскиот факултет во Прилеп ги анимираше студентите од различни профили за методологијата од организацијскиот маркетинг и комуникациите и овозможи интересна дебата во која се дискутираше за добар јавен настап, потребата за компетенција, јакнење на самоувереноста и сугестибилен пристап. Во продолжение на емисијата за Универзитетот отворено, проследете го и разговорот што го водевме со професорката Снежана Мојсовска-Саламовска. Професор доктор Снежана Мојсовска-Саламовска од Економскиот факултет во Прилеп, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во првиот пакет вештини кои што треба да ги стекнат студентите во овој проект, потекнување на креативност, иновативност и мотивирачко обкружување за учење, се јавува во серијата советувања за став, говор, тело и трема, поточно темата за која што разговара со студентите е комуницирање со јавност и јавни настапи. На почеток ќе ве поздравам, професорке, и еве можеби како гледате на ваквите активности кои што Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ги организира за студентите. Благодарам, Сонја. Во секој случај се работи за иницијатива која што е за поздравување. Ваквото неформално образование е многу важен, би рекла, интегрален дел од целокупното образование и е многу добро што конечно е на интегрирана иницијатива да студентите ги стекнат овие знаења во рамките на универзитетот. Инаку некако се има впечаток дека формалното образование е формално и дека неформалното треба да се стекне на други начини и од други ентитети, би рекла, надворешни. Така што ова е прв пат на УКЛО да се појави ваква ситуација и честитки за иницијативата на раководството во секој случај, за сите кои што го организира и поддржуваат овој прекрасен проект, затоа што студентите ќе имаат можност на едно место да ги сретнат истите професори и вработени од универзитетот кои што ги среќаваат во формален контекст, а да дискутираат на неформални начини на истите теми, би рекла, а тоа е навистина голема придобивка, самиот факт што тука во рамките на универзитетот го добиваат тоа, значи ова е една уникатност на овој проект што вреди да се обележи. Токму за тоа разговарав пред известно време и со проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Истата констатација беше и моја, затоа што досега на некој начин ни доаѓале луѓе на универзитетот од невладини организации, од други институции кои што говореле за различни теми со студентите, меѓутоа истите тие теми всушност ги работат и
Нашите професори, нашиот академски кадар, па еве сега гледаме дека во списокот на учесници на овие серии работилници се во најголем број токму професори од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, што е навистина за поздравување. Да, и да те надополнам и вработени. Значи, еве, ти си добар пример, имаш титула магистер, нели, на комуникацијски науки и навистина е ресурс на универзитетот кој што треба да се искористи. И токму затоа, еве, ја спомна и проректорката Јасмина и јас сум на истата линија, бидејќи се работи за искористување на човечки ресурси, значи на потенцијали кои што се во рамките на универзитетот, меѓутоа од неорганизираност, да речем, непостојање на таква иницијатива, се дозволи на некој начин, то не е случај само на нашиот универзитет, тоа е еден општествен проблем, да надворешни екстерни ентитети, индивидуи, организации, небитно, пласираат такви обуки, семинари и така натаму, и тоа доведува до дилема кај младите луѓе, не само кај студентите и кај средношколците, дека едниот тип на знаење се добива на училиште и на факултет, а другиот тип на есенцијални знаења пак треба да го стекнат од некој други тренер или така натаму. Без претензија да намалувам, значи, важност на сите тие ентитети, меѓутоа, од друга страна, не сакам ни да се намали важноста на универзитетот и кадарот кој што го има, бидејќи ако кадарот функционира на највисоко ниво на странски универзитети, конференции, проекти меѓународни, домашни, стручни, зошто не би можеле тие знаења и во неформален контекст да се сподела со студентите? Има овде нешто што сакам да го потенцирам. Ние како професори сме должни да ги следиме силабусите, наставните програми во рамките на целите студиски програми. Формалното образование нас не едноставно и така треба да биде, не става во една рамка, ние мора тие предавања да ги реализираме на таков начин и тие содржини да ги предаваме и да ги спроведеме и оценувањата на тој начин. И тука нема многу простор за маневра. Но неформалното образование дава други можности. Затоа во неформалните проекти со студентите ние можеме да се доближиме до нив на поинаков начин, можеме да реализираме поинакви вежби, поинакви дискусии, кои што, јас би нагласила, не е препорачливо да се реализираат, да се исполнуваат часовите со дебати само и само дискусии по секоја цена. Затоа што студентите доаѓаат на факултет за да ги стекнат знаењата што им се предвидени во елаборатите. Така што ние мораме како професори во формално образование да се држиме до тие елаборати и така треба да биде. Затоа се нивните дипломи валидни и надвор во меѓународен контекст. Овие проекти овде ни даваат можност да се доближиме до нив како луѓе повеќе и да едноставно тие сватат дека може знаењето да биде поинакво. Има еден термин на англиски edutainment, значи комбинација од education и entertainment. Тоа значи забавно образование, тоа е можно да се постигне токму во неформалното учење. И тоа е на дополнување на формалното, а не замена за формалното, да се разбере. Да, во секој случај. Денеска со студентите комуницирање со јавност и јавни настапи, практично и првиот дел или на почетокот на оваа серија обуки беше за користење на медиумите, поточно алатките за комуницирање со медиумите. Можеби некој ќе помисли дека се слични работи, да, има доперни точки, меѓутоа секако имаат и разлики. Да, и точно затоа се вклопени нели во една еднодневна сесија. Има допирни точки, тие се меѓусебно поврзани, меѓутоа секој од нас тоа го носи на свој начин, од сопствена перспектива, базирано на сопствени знаења и искуства, и затоа е богатство од информации кое што на ваков начин се пренесува до студентите. Мојот дел, бидејќи јас ги предавам овие делови во предметот Brand Management, имаме дел за интегрирани маркетинг комуникации, нешто што беше дел од мојата докторска дисертација. Морам овде да го спомнам и професорот Роберт Лаутерборн од Државниот универзитет во Северна Каролина, во Чапел Хил, со кој што и ден денес сме во контакт, и па денес му е и роден ден. Му го честитавме. Да, тој е професор емеритус, еден од тројцата професори кои што напиша иницијалната книга за интегрирани маркетинг комуникации, значи Лаутерборн, Стенли Таненбаум и Дон Шулц од Универзитетот во Колорадо, кој што и ден денес предава бренд менеджмент
и слични дисциплини. И сега, овие модули би ги нарекла, ако се во неформално образование се модули. Меѓутоа, ако се во формално се делови од предметната програма, јас со задоволство ги предавам. Сум ги предавала и на многу меѓународни летни школи. Голема чест ми беше како млад наставен кадар, да речам, да бидам ко-професор на Лаутерборн. Ми значат тие цертификати, ми значат тие препораки од него. Начинот на кој што се предава беше предметот на факултетот за журнализам и mass communication. Значи, толку се испреплетени овие дисциплини, нормално јас ги работев од аспект на маркетинг и како се тоа се интегрира во маркетинг стратегиите, и токму затоа, еве и твојот дел денес е од аспект на журнализам и масовно комуницирање, значи новинарство, а јас тоа го презентирам од аспект на, да речеме, организацијски, маркетинг, стратегии, комуникацијски, сето е испреплетено. Затоа е богатство од информации за студентите, тие се од различни профили. Секој од нив ќе го восприеме, ќе го перципира оној дел кој што му треба, кој што му е применлив, ќе си постави соодветни прашања. Мислам дека се незаменливи и примерите, вежбите кои што се реализираат, а кои што не можеме во амфитеатрите да ги спроведиме од веќе споменатите причини. Должни сме да се држиме до правилата на формалното образование, тоа е секаде во светот така, пак ќе речам, доколку сакаме да ни бидат признаени дипломите, да не ни се претворат амфитеатрите во, како да речам, ајде да не употребам тежок збор, но во простор за импровизирање. Ние сме должни да предаваме, а не да импровизираме. А овде диапазонот е поширок, не импровизираме, но слободата е поголема. А и тие се опуштени. Во опуштена атмосфера мозокот, научно е докажано, знаеш и ти, психолошки информациите поинаку ги прима, ги восприема и повеќе ги памти. Нешто што, истото нешто, ако го повториме на час, е досадно, некогаш, така, монотонно, овде е забавно. Често се случува да одат на семинар, да речеме, со една прекрасна шарена презентација и така натаму, ќе се вратат, леле, учевме тој тоа, да, тоа го учевме на час. Меѓутоа, таму е амбиентот поинаков. Перцепцијата е поинаква, атмосферата е поинаква, имаше шарена презентација, консултантот или консултантката ги разигра, оние вежби, енерджайзери, айсбрейкери, не можеме се тоа на час и не смееме, затоа што амфитеатрите ќе се претворат во игротеки, нели? Така што ова е добитна комбинација за сите. Јас се надевам дека ќе има и продолжение на оваа програма, но почетокот е многу битен и јас сум среќна што сум дел мала коцка една од овој мозаик. Забележливо е присуството на студенти од различни единици на универзитетот, значи темите кои што се одбрани, да речам, за презентации, за работа со студентите, може да допрат до секого. Не значи дека кој е студент на биотехнички науки или на технички факултет или на факултет за ветерина не треба да знае кои се алатките за комуникација со медиумите или како треба да се комуницира со јавноста, каков треба да биде јавниот настап. Се тоа работи кои што некогаш во животот можат да бидат корисни. Па, во право си за оваа констатација, бидејќи овие знаења токму затоа се корисни, затоа што на сите им се потребни, но не на сите факултети се изучуваат. Да речеме, ти си специјалист по новинарство и тоа си го учела на факултет за новинарство. На технички факултет, да речеме, нема такви предмети, затоа што поинаква е студиската програма. Но од друга страна, во пракса, веднаш, веќе сега не по дипломирањето, тие се соочуваат со ситуации во кои што им треба едукација како да настапат. Опасно е да се комуницира со јавноста неподготвен. Каде да ги стекнат тие знаења? Значи, а од друга страна, не може да не се комуницира со јавноста. Дали со потесна или поширока јавност? Еве, дел од нив се вклучени во студентското собразие, во факултетските, во универзитетското, работат и во невладини организации. Значи, непроценлива е вредноста на овие знаења токму заради тоа што доаѓаат од различни профили и секој од нив ќе најде начин како да си ги вклопи. Инаку, можат да научат на погрешно место, од погрешен извор и на вистина би била штета. Ова е начинот да ги стекнат вистински правилни знаења од професионалци на начин на кој што ќе им помага, ќе им користи и нема да бидат злоупотребени.
Овде не се работи за бизнис интереси. Овде се работи за една општествена одговорност на универзитетот, кој што ги ангажира своите вработени надвор од работното време, да речам од редовните часови, со цел да се подигнат капацитетите на студентите. Ние немаме од нив бизнис интереси. А доколку одредени ентитети имаат бизнис интереси, тогаш некои од нив велат, секој одговор кој што ќе го дајме е правилен. Да, но ние немаме бизнес интереси од вас, ние ќе ве коригираме што грешите и така ќе сте сигурни дека она што ви го пренесуваме не се работи за финансиски интерес, се работи за нешто што сакаме да помогнеме вашата развојна траекторија. Многу е добро, јас би рекла, би го употребила овде терминот дома. Универзитетот тие треба да го чувствуваат како свој дом. Овие знаења, како во семејството што се стекнуваат основните вредности, многу е добро, одлично е што се стекнуваат веќе во рамките на тој дом нивни укло и сигурни веќе поинаку е кога ќе настапат подготвени надвор, подготвени од внатре за комуникација со надворешната средина. Мислам дека е тоа една драматична разлика, отколку ако ги стекнат надвори, никогаш не се сигурни дали како функционира во каков контекст. Би сакала за крај уште едно прашање, освен работилницата за комуницирање со јавност и јавни настапи, ќе имате и други средби со студентите кои што се пријавија како учесници во овој проект за неформално образование? Да, всушност моите предлози кои што, сите дававме предлози од рамките на нашите области кои што сме избирани, кои што ги предаваме, следат работилници од бренд менеджментот и следат работилници од маркетинг, етика, вештачка интелигенција во маркетингот, така што зависно од укло календарот, зависно од каква ќе биде динамиката, ќе имаме можности да се гледаме повторно. Пак ќе речам, тие се теми кои што ги обработуваме во редовните часови, но еден поинаков, така поразигран, по неформален начин ќе ги обработуваме овде и веќе сега имам интересенти кои прашуваат кога ќе видат, некако следат укло календарот. Ние сме флексибилни, велам ние, затоа што си дозволувам да зборувам во името на сите колеги, ние ги дизајнираме овие обуки спрема нивните потреби. И за она што тие ќе се изјаснат дека имаат интерес, ние ќе се адаптираме и ќе ги прилагодиме, затоа слободно отворени сме и за иницијативи. Овој проект беше резултат на нивна иницијатива, произлезе од нивните. Многу сум среќна што сум дел од ова и се надевам дека ќе доживееме и на тамошни верзии, поусовршени, по-солидни, да речам, но почетокот е многу битен. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вас за поканата. Sve se menува, pa zašto ne jas? Ostani srećan barem ti, je samo fraza za spas. Mrakot umira, od nego izdravam jas. Može bi neko i nekade, postoji samo za nas. Sve
Веќе кажавме дека на првата сесија интерактивни работилници, кои што се организираат во рамките на проектот Укло неформално учење, присуствуваа 15 на студенти. Разговаравме и со дел од нив. Ки се представиш на почеток? Гаврил Трајковски, студент на факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Ваквите предавања неформални би требало да бидат почести кај нас на нашиот универзитет и сметам дека се одлична можност за студентите да се надоградат со некои нови вештини кои во иднина во текот на животот ќе му се најдат. Имаше доста плотна соработка помеѓу студентите, да речем, и предавачите. Знаат студентите да прашат и да добијат соодветни одговори. Да. Имаше добра дебата на секое предавање. Имаше конструктивни дебати, што е показател дека овие предавања во иднина ќе вродат со плод. Добар ден, јас сум Ана Талевска, студент од Технолошко-технички факултет во Велес. Денеска бова си поминав на предавањата, задоволна сум, беше доста интересно, имавме интеракција, беше убаво искуство да се научи нешто ново, како да се опуштиме во јавниот говор. И се надевам дека ќе имаме на следните работилници уште повеќе практични примери каде што ќе се изградиме како едни добри оратори во нашите професии. Меки вештини, нешто што сигурно понатаму ќе ви користи, меѓутоа не само меки вештини, еве тука беа јалатки за комуникации, па настап во јавност, говорење, право говорење. Да, сите алатки беа навистина добри и навистина не припремаат за она што во иднина би не очекувало, како да бидеме опуштени при јавен говор, при некоја пресконференција, како да се однесуваме на нашите први интервјуа, например. И се надевам дека на овој начин ќе ги извежбаме и кога навистина ќе дојде моментот кога треба да бидеме опуштени, ќе бидеме опуштени. Ти благодарам, Ана. Благодарам јас. Ки ни се представиш ти? Здраво, јас сум Дејан Петровски, доаѓам од Педагошкиот факултет Битола. Денес мило ми беше што можев да научам нешто ново во животот за комуникацијата, да стекнам некои вештини, да знам како подобро да се изразам, да постапувам со некои луѓе што претходно не знаев, пример, некои работи. Денес ми беше исто така многу мило што го стекнав тоа. Се пријави за учесник на обуките? Ти недостасуваа претходно? Да, се пријавив и мислев дека можам да научам нешто ново на овие обуки. И стварно не сгрешив. Очекувањата се исполнија. Да, очекувањата се исполнија, да. Тоа ни е важно. И сте помине како што треба. Благодарам за разговорот. И благодарам истина. Кристијан Велјановски од Факултетот за биотехнички науки, кико некако на секој настан се среќаваме, организиран од универзитетот и од Универзитетското студентско собрание. Еве, ќе те запрашам и тебе како и останатите, како гледаш на овие работилници, на овој нов проект Укло неформално учење? Овој настан на вистина беше спектакуларен и феноменален. Не можам доволно да опорачам, на вистина сум воодушевен. Не само што научивме и нови работи, знаете, ќе помислиме за една објава на Facebook или на Instagram кој треба да направиме како студентски собранија. Лесно е, кажеш, нема. Не, прво треба ова, подредно тоа, па да си има правилна информација, па да не испуштиме некоја информација, не знаат што е, каде да дојдат, во колку да дојдат. Потоа, наредните што беа објаснување како да имаме став, како да имаме говор, каде да се гледаме, како и да дишиме. И на крај, последно за како правилно да говориме, да бидеме самоуверени, доколку има некои лизгави прашања како да знаеме да се справиме со нив. Навистина предобри работилници, мислам дека треба да продолжат вака, па може да има и некои надополнување на нив. Добро, ова како организација на универзитетот, може би понатаму како некое барање од Универзитетското студентско собрание или од факултетските студентски собранија за конкретни теми кои што сакате со вас како раководство, да речем, да бидат презентирани пред вас? Па, да, би можело како факултетски студентски собранија или како универзитетско студентско собрание да дадиме неколку предлози или па некои од овие навистина што ни се допаднаја да ги продолжиме и самите да се надоградуваме како личности. Твоја порака до колегите, студенти од сите единици на универзитетот, врзано за предавањата, за работилниците што ќе траат некаде до крајот на мај?
Наградувајте се колку што можете, учете за вашите работи, но земете учествувај во ваквите работилници, бидејќи колку и да знаете од вашето формално образование, од неформалното образование, доколку не знаете правилно да презентирате, тоа навистина ќе ви фали во животот. Ти благодарам за разговор. Исто и вас ви благодарам многу. На крајот уште да кажеме дека работилниците и обуките кои се дел од проектот УКЛО неформално учење се одржуваат во студентскиот информативен центар на универзитетот. Термините за одржување на обуките може да се најдат на веб страницата на УКЛО на СИЦ календарот. Следната серија обуки е закажана за 11 април 2023. Професор доктор Виолета Јанушева со заинтересираните од 10 до 11:30 часот ќе работи на тема правописни и правоговорни способности на студентите, потоа од 11:45 до 13 часот и 15 минути доцент доктор Емилија Ѓоргиовска ќе ја држи работилницата за преговарање и исклучување на договори, а од 13:30 часот до 15:30 професор доктор Моника Ангеловска-Дичовска ќе ги запознае студентите со персоналното стратегиско планирање. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Da ne si do mene, a baš bi sakal da si tuka sekoj dan. Ti si poubala od son, među ženi milion, a sega ljubi me i kušni me jako, jako. Skrši me kako staklo. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me jako, jako. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме jako, jako. Скрши me како стакло. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me, jako, jako. Sunce zaođa i more to se branува. Ti si poubala od son, među ženi milion, a сега ljubi me i kušni me jako, jako. Skrši me kako staklo. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me jako, jako. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Ljubi me i gušni me jako, jako. Skrši me kako staklo. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me, jako, jako.
Укло ФМ Битола. Април 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола.